Семејството на починатата осуденичка од Струмица бара одговорност од надлежните. Оттаму велат немаме вина. Одгледувачите на Ноеви бараат специјализирани кланици за развој на бизнисот. Интерес има, а заработката ќе биде одлична. До Иран пред нова туристичка сезона. Властите во трка за зголемување на бројот на туристи и рушење на рекорди во посетеност. Поштовани гледачи, добре дојдовте во дневникот на телеканал А1. Ја погледнавте на словната страница. Семејството на осуденичката од Струмица, која на 2 јуни почина во затворот Идризово, бара одговорност од надлежните за смртта. Се сомневаат во информациите дека била во лоша здравствена состојба. Надлежните од казнено-поправната установа пак ги отфрлаат овие тврдења. Случајот со 45 годишната струмичанка која на 2 јуни почина во затворот во Идризово се уште ја бранува јавноста. Низиното семејство обвинува дека одговорноста за смртта лежи кај командирите и лекарите во затворот, кои не ја овозможиле соодветен третман. Тие пред камерите на нашата телевизија раскажуваат како вечерта неколку пати им се јавила, тврдела дека е тепана и барала да одат да ги види за последен пат. Само 15 минути по низиниот повик, кога се обиделе повторно да ја контактираат, им било соопштено дека починала. Вела дека се сомневаат во веродостојноста на информациите дека здравствената состојба долго време и била влошена и дека кобната вечер и се слошило, пошто ништо не можело да се направи. Се жалат што без нивна согласност е направена обдукција и уште истиот ден телото е испратено за погреб во Струмица. Велат дека поради сите сомнежи се решени овој случај да го истераат до крај, а жалби да поднесат и до европските судови. Во 3 пати исто моментално кажувала, јас сум многу тепана деца. А вие да се чувате меѓу себе браќа, пребидејќи ја ќе умрам, толку сум тепана. Овие после тоа пак се јавува девојчето, пак дојдите шо побргу да ве видам. Овие мислеле дека тепана од полицајци со шлаканици. Она била толку тепана до умирачка. После 15 минути се јавува децата и кажува дека мртва била, умрела. За 15 минути тоа пред еден ден, она пред 2 дена или колку е истепале. На втори. И значи толку била тепана, они до умирачка ја доведеле и после изјавувале дека девојчето од сама себе умрела, болна била. А она од втори, кога се јавил на децата, која им рекол дека е сварно тепан, и после тоа колку се реагирале они, колку сакале да го задржат во болницата или во стационарот, или во државна болница, дали е однесено или дали не е однесено поради тепањето, поради модриците, тоа не го знаеме. Отопсијата е направена, после 20 дена ќе ни пуштат документ од што е умрена. Директорот на затворот Живко Пејковски во телефонски разговор за телеканал А1 потврди дека имал средба со семејството на починатата, но ги отфрла сите обвиненија дека таа била малтретирана од страна на вработените во Идризово. Според него 45 годишната струмичанка постојано се жалела на здравствени проблеми, па поради тоа често била на скопските клиники, а многу пати за неа била повикувана и брзата помош. Тоа ќе го кажуваат тие беа вчера кај мене, беа при мене на разговор. Апсолутно нема никаква врска со тоа што тие обвинуваат. Самиот факт че таа осуденичка 20 пати е носена у клиники, многу пати е брза помош викана за неа и најверојатно обдукцијата ќе покажи зашто се работи и како се работи. А од наша страна, од страна на надзорната служба воопшто не е ниту малтретирано, ниту така. Од јануари до сега ова е 6-тото осудено лице кое починало во најголемиот затвор во Македонија. Починатата струмичанка била осудена на 8-годишна затворска казна за посредување во проституција на малолетни лица, а до смртта имала одлежано 5 години од казната. Народниот правобранител Иџет Мемети има покренато постапки за сите смртни случаи од почетокот на годинава. Зоран Стоилков од Струмичкото Смолари веќе 14 години се занимава со одгледување ноеви, но како што вели, немањето специјална кланица во земјава му невозможува да се грижи за повеќе и во моментов има само 4. Вели дека овие птици се исплатливи за гледање и не бараат посебни услови.
Зоран Стоилков од Смолари веќе 14 години се занимава со одгледување на ноеви. Според него, овие птици не бараат посебни услови за одгледување, а придобивките се големи бидејќи од нојот се користи се. Тој вели дека причината поради која го намалил бројот на ноеви е немањето на специјална кланица во Македонија. Во моментов тој одгледува само 4. Придобивките се многу. Многу се придобивките едноставно од ноева. Од нојот буквално се користи. Ништо не се фрла. Кога ќе почнеме од ногти, трепките горе се користат за вештички трепки за женските. Нема, буквално се користи, ништо не се фрла од нив. Ништо. Месото, што е во западот, не знам, во Струмица не сум видел, во Скопје исто не сум видел, нивното месо се продава на берза. Секој месец има своја одредена цена, секоја категорија месо. И што е најбитно, место без холестерол. Според Стоилков, посебна грижа ноевите бараат само кога се мали, односно до 3 месеци. Што се однесува до климатските услови, ништо не им смета на овие птици, вели тој. Тие се многу интересни, а агресивни се само мажјаците и тоа во сезона на парење. Во однос на јајцата од нојот, вели дека се продаваат и кај нас и дека од едно јајце можат да се најадат 7 мина. Најголемото јајце досега на неговата фарма тежило 2 кг и 253 грама. Животниот век на ноевите е од 60 до 70 години. Интересна животина, мила животина. Те сега во текот на парењето, мажјаци се агресивни, многу се агресивни. Кога се парат, во нивната територија не смее да влезе никој. Буквално никој не смее да влезе. Нивното живеалиште е само дивно на стрешница. Некој пат е многу лошо време, кога е ладно да влезе да се, што викаме ние, на завет. Не е да не ги дува ветер. А иначе, зимно време, снегот си паѓа врз них, они си лежат, 20 см снег на земјата, 20 см на него снег. Сега, кога ги хранеме зимно време, кога ќе фати многу ладно, тогава ставаме по малку пченка во храната, малку да се залеат, за да не е многу ладно. Ја видим први како оваа зима, беше прилично ниски температури беа, па во секој јаден ми ставил пченка внетри да се залеат малку, да не е многу ладно. Иначе не е проблем, они над снег си спијат, надвор си спијат, на дожд си спијат. Стоилков вели дека луѓето купуваат месо и јајца од ној затоа што се многу здрави. Производите од нојот се трошат претежно на странскиот пазар, а на домашниот голема е побарувачката за јајца. А каква ќе биде побарувачката за туристичко легло во Дојран? Течат подготовките во ова туристичко место за новата сезона. Како и секоја година, така и оваа, локалните власти од Дојран очекуваат и со годинешното Дојранско културно лето да ја дополнат понудата на градот и да го зголемат бројот на туристите, пред се за време на викендите, кога се случуваат и неголемиот број на предвидени музички настани. Богата културно-забавна програма со квалитетни имиња најавуваат од општина Дојран за предстојното лето. Оттаму очекуваат посетеноста од туристите и ова лето да се движи на бројката од околу 200.000 туристи, што ова туристичко место во последните 3 до 4 години успева да ја одржува. Што се однесува до плажите, остануваат исти и непроменети. Ќе има во функција некаде околу 7 плажи кои што ќе бидат подготвени целосно во текот на месец јуни, така да се надеваме дека како и минатата година бројката од 200.000 туристи на крајот од летото ќе ја надминеме. Според податоците од туристичкото биро, Дојран располага со околу 12.000 легла и очекувањата се во текот на јуни и првите денови од јули тие да бидат целосно исполнети. Како и секоја година, така и оваа локалните власти очекуваат со Дојранското културно лето да ја дополнат понудата на градот и да го зголемат бројот на туристите, пред се за време на викендите кога ќе се случуваат најголемиот број од предвидените музички настани. Во општината информираат дека се планирани околу 100 настани, концерти на домашни и странски музички имиња, случувања од модата, ликовната уметност, театри, стендап комедија кои ќе се одржуваат и во Стар и во Нов Дојран. Локалните власти очекуваат и посета од странски туристи која се случува секоја сезона. Најголем број на туристи се срби, кои што поминуваат секојдневно и кон Грција, одат на плажите во Грција, но застануваат на неколку дена токму овде во Дојран да го посетат ова место, но има и оние еднодневни туристи се застапени од Грција кои што доаѓаат во текот на викендот. И оваа година како најголем настан во Дојран е најавено новото издание на музичката манифестација Д Фестивал, на која во периодот од 14 до 16 јули ќе се представат 40 на артисти.
Граѓаните на општина Богданци утре на референдум треба да се изјаснат дали се за или против изградбата на рудникот за бакар Казандол и за отворање рудници на територијата на општината. Дали сте за или против продолжување со работа на рудникот Казандол и дали сте за или против отворање рудници на територијата на општината се двете референдумски прашања на кои граѓаните на општина Богданци утре треба да се изјаснат. Право на глас имаат околу 7000 жители кои ќе можат да гласаат на 12 избирачки места. За успешно спроведување на референдумот неопходно е на гласањето да излезат минимум половина плюс 1 од запишаните избирачи во избирачкиот список во општина Богданци. Во првото тримесечие од 2017 година активното население во Република Македонија брои 952.644 лица, од кои вработени се 734.043 лица, а 218.601 се невработени, соопшти Државниот завод за статистика. Стапката на активност во овој период е 56,7%, стапката на вработеност е 43,7%, додека стапката на невработеност е 22,9%. Председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски се огласи на социјалната мрежа Facebook по најновите податоци од Државниот завод за статистика, кои како што вели покажуваат дека историски пат на невработеноста во Република Македонија. Пат на невработеноста во првите 3 месеци од оваа година на досега најниски 22,9%. Дури и во период на премрежја, криза и постојани напади, продолживме да работиме на нашето ветување до граѓаните за намалување на невработеноста. Резултатите се потврдени. Она што недостасува кај новата влада е концентриран и професионален тим за странски инвестиции. Слабите перформанси може да резултираат со бркање на дел од инвеститорите, што ќе значи отпуштање или обесхрабрување на инвеститорите со кои бевме во финална фаза на инвестирање. Останува времето да покаже и државата би била најсреќна доколку трендот на пат на невработеноста продолжи. На новата влада, предводена од СДС, им оставивме ликвиден буџет. Подобро е уште веднаш да се фатат за конкретна работа, напиша Груевски на својот Facebook профил. Лицата со инвалидност добија непречен пристап до Министерството за труд и социјална заштита, кое подолго време го немаа, соопшти денеска Министерството. Како што информираат од таму, вчера се одржала средба со граѓански здруженија и организации на лицата со попреченост, при што ова институција била посетено и од првото лице со попреченост, кое што можело само без помош од други лица да влезе непречено во просториите на Министерството за труд и социјална политика. Токму вчерашната средба беше и можност да се потенцира значењето на цврстиот партнерски однос и активното учество на лицата со попреченост и нивните семејства за унапредување на положбата на лицата со попреченост до позиција на рамноправни граѓани кои ќе ги уживаат сите права и одговорности во општеството, соопштуваат од Министерството. Најавуваат дека во иднина проактивно ќе се ангажираат и ќе се грижат за заштита на сите граѓани, посебно на лицата со попреченост, и ќе вложуваат максимални напори за нивен пристап до сите институции и нивно слободно движење. Согласно акцијскиот план за годинава во општина Гевгелија почна извршувањето на акцијата за кастрење на дрвјата, одржување на дрворедите и машинско косење на тревата, чистење отпад, како и полевање со вода на зелените површини и леандрите. Со ова се овозможува непречено одвивање во сообраќајот, а воедно граѓаните добиваат уредно средена и чиста јавна површина. Започна акцијата за летно кастрење на јавните површини во градот и во населените места од страна на јавното претпријатие Комуналец од Гевгелија преку секторот за одржување на јавни површини. Кастрење и облекување на дрвјата и грмушките во парковите, одржување на дрворедите и машинско косење на тревата, чистење на отпад, поливање со вода на зелените површини и леандрите се активностите кои што се спроведуваат со цел да не пречат на одвивањето на сообраќајот, на поминувањето на пешаците и да не ги зацкриваат сообраќајните знаци кои што се поставени за регулирање на сообраќајот. Со оваа активност се отстрануваат и сувите гранки, се санираат оштетените дрвја, а се оформуваат крошни. Јавното комунално предпријатие Комуналец Гевгелија, сектор паркови и зеленило, освен хортикултурно уредување, вршиме кастрени гранки,
исто така косење трева, меѓу кои паркови во град Гевгелија со вкупно околу 14.600 метри квадратни. Исто така зелени површини околу стамбените згради, се на се околу 53.270 метри квадратни. И сите околни места исто така се врши косење. Кастрени гранки, кои што претежно сметаат на минувачите кои што одат по тротоари, исто така и на некои возила. Исто така препорачуваме на луѓе кои што во дворовите имаат своји дрва садени, а гранките излегуваат на улица, исто така колку може да бидат скратени, без разлика што е дрвото во нивниот двор, сепак гранките сметаат надвор на пешаците, исто и на возилата. Исто така кастрење ќе се изврши на дрворедите низ градскиот плошчад со цел наредната година да бидат погусти и пораскошни. Грмушките, како и сувите и стари деградирани дрвја кои представуваа опасност за минувачите, се отстранети и низ сите населени места, со што грдата слика од гранки и трева веќе ќе биде минато за гевгеличани. Промовирано е мемориално обележје на патеката од Првата светска војна во Националниот парк Пелистер. На поставувањето на новото обележје присуствуваше американскиот амбасадор Джес Бейли, а како што соопштија од американската амбасада, оваа спомен плоча ја нагласува улогата на Соединетите американски држави во Македонија и на Балканот за време на Првата светска војна. Материјалот е од нашите соработници од ХДТВ Мега од Битола. World War I Првата светска војна is usually commemorated обично and indeed означена has been commemorated или се означуваше in recognition of those who lost their lives, означување или who gave the ultimate sacrifice. за оние кои што It's ја celebrated загубија at своите cemeteries животи, and memorials се all throughout Europe. всушност се случува ваквите настани на But today, гробишта и we need to also remember that World War I has left a legacy, sometimes not a wonderful one. The things that we have seen grow over the course of the last 100 years. World War I was the first time weapons of mass destruction, chemical weapons, were deployed. World War I was the first time there was a great deal of attention. Првата светска војна имаше многу жртви. Првата светска војна на прв пат зборувавме за феномен за масовни избеглици. In 2007, Pelister National Park opened this World War I trail to tell the story of the war and how it affected this region. It's a wonderful way прекрасен начин како да се памти, да се направи еден креативен начин како да се оживее историјата. И денеска сме да ставиме уште еден знак кој што кажува контрибуцијата, значи доприносот на американскиот народ кој што помага на населението. Занаетот злато вреди. Се бараат занаетчи од Агенцијата за вработување најавуваат проект за изучување на старите занаети. Занаетчи недостасуваат и во Велес. Прилог од соработниците од Велешката К1 телевизија. Во Македонија недостасуваат занаетчи. Од Агенцијата за вработување велат дека на работодавачите тешко им е да најдат добар работен кадар. Во надминување на овој проблем, од Агенцијата најавуваат нова мерка со која ќе се поттикнат младите за изучување на старите занаети. 90% од работните места се занаетчиски профили. Дали тоа било бравар, дали било ример, дали било заварувач, тоа е све занает. Фалат и воджи, фалат и плочкари, фалат и градежници, се е буквално занает. Ние се трудиме како агенција да ги оставиме во живот тие стари занаети. За кратко време почнуваме со една нова мерка, се вика стари занаети и нивно зачувување. Очекувањата се многу големи, бидејќи како што вели Поповски, спојот на добра идеја и занаетот може да бидат одлична комбинација за отпочнување на сопствен бизнис. Сите оние што ќе завршат обука за стар занает, им гарантираме добивање на грант
по завршување на обуката. Значи, без разлика дали има оглас или нема оглас, ја завршува обуката успешно, аплицира и во рок од месец дена се надевам дека ќе му ги исплатиме средствата од 4000 евра за отварање на свој бизнес. Кога станува збор за развој на занаетчиството во Велес, веќе неколку години преку реализација на етноработилници, Сдруженијето Разбој се обидува да ги заживее занаетите, од кои не толку одамна и добро се живеело. Матурантите пак денеска полагаат тест по странски јазик. За англиски пријавени беа и најголем број кандидати 15.201, за француски јазик 108, за германски 197 и за руски јазик 26 кандидати. Ова учебна година за прв пат после 4 години учениците не полагаа екстерно тестирање. Какви новини ги чекаат во новата учебна година зависи од одлуките на новата влада, која веќе најави промени во образованието, како преиспитување на Кембридж програмата, преиспитување на квалитетот на учебниците, намалување на бројот на предмети, воведување задолжително едногодишно предучилишно образование, можност за завршување средно и после 2 и 3 години. Во месец мај, кога и законскиот рок за упис на деца во прво одделение за учебната 2017-2018 година во општинските основни училишта во Струмица запишани се вкупно 453 ученици. Од нив 387 се запишани во матичните, а останатите 66 во подрачните училишта, соопштуваат од општина Струмица. Од податоците добиени од училиштата, подадени изјави од роднини и комшии на деца кои се достасани за запишување, до сега има податок за околу 50 деца кои не се наоѓаат на територијата на општина Струмица, односно се иселени во странство, велат од општината. Со завршувањето на учебната 2016-2017 година во 9 одделенија беа 574 ученици. Генерацијски гледано, оваа учебна година во прво одделение имало најмногу запишани ученици 620, во петто одделение најмалку 487. Бројот на ученици во другите одделенија генерацијски се движат во рамките од 547 до 560, стои во писмената информација. Родителите кои од разни причини своите деца не успеале да ги запишат во прво одделение во предвидениот рок, тоа може да го направат до почетокот на новата учебна година. Во продолжение на дневникот да ги погледнеме информациите од светот. Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека САД ќе се посветат на членот 5 од повелбата на НАТО, која предвидува сојузниците војно да ја помогнат на секоја членка од алијансата во случај на надворешна агресија. САД ќе го почитуваат членот 5, секако дека сме тука да заштитиме, истакна Трамп на заедничката пресконференција со романскиот колега Клаус Јоханес во Белата куќа. Американските сојузници беа загрижени минатиот месец кога Трамп не ја потврди лично приврзаноста кон членот 5 за време на самитот на НАТО во Брисел. Тој повторно ги повика останатите членки на НАТО да ги зголемат трошоците за одбрана. Се разбира дека ние ќе бидеме тука да заштитиме. Тоа е една од причините поради кои сакам луѓето да се погрижат да имаме многу мојкна сила, но треба да платиме колку што е потребно, нагласи американскиот претседател. Трамп и заблагодари на Романија за намерата да ги зголеми трошоците за одбрана на ниво над 2% од БДП и побара од останатите земји да го следат нејзиниот пример. Германската канцеларка Ангела Меркел изјави дека е загрижена поради ситуацијата околу Катар, додавајќи дека сите земји од заливот, а исто така Иран и Турција треба да работат заедно со цел да најдат решение за регионалниот спор. Меркел на заедничка пресконференција во Мексико Сити со претседателот Енрике Пења Кието нагласи дека решавањето на ситуацијата ќе биде невозможно доколку не се вклучат сите регионални сили, потенцирајќи ги Иран, Турција и Катар. Та исто така додаде дека Германија и подготвена за преговорите за Брекзит, кои според британската премиерка Тереза Меј треба да почнат на 19 јуни. Меркел претпоставува дека во Британија ќе се придржува до планот за преговори по неочекуваните изборни резултати на кои конзервативната партија на Меј го загуби парламентарното мнозинство. Германската канцеларка истакна дека Велика Британија, независно од Брекзит, и понатаму ќе биде дел од Европа, изразувајќи желба дека земјата ќе остане добар партнер.
Британската полиција уапси во источниот дел на Лондон уште едно осомничено лице во рамки на истрагата за терористичкиот напад во центарот на британскиот главен град на 3 јуни, соопшти Скотланд Јард. Еден 27 годишен маж е уапсен во неговиот дом во Илфорд. Моментално во притвор се наоѓаат уште 5 лица, а други 12 се ослободени без да биде покренато обвинение против нив. Нападот на лондонскиот мост можел да биде многу посмртоносен, открива полицијата, која денеска соопшти детали од истрагата. Напаѓачите планирале да употребат поголем камион во нападот кој би прегазил повеќе луѓе, истакна Дин Хейден, шеф на антитерористичкиот оддел на лондонската полиција. Еден од извршителите, Хурат Бум, првично се обидел да најми 7,5 тонски камион, сличен на оној што беше употребен при нападот во Ница минатата година, при што загинаа 86 луѓе, а стотици беа повредени. Откако исплатата на возилото била отфрлена, Бут и неговите двајца соучесници обезбедиле помал минибус. Косовската централна изборна комисија по вчерашната седница соопшти дека го утврдила вкупниот број наблюдувачи за утрешните предвремени парламентарни избори во Косово. Според комисијата, како што јавува дописникот на МИА, изборите ќе ги следат вкупно 29.264 домашни меѓународни наблюдувачи. Најголем број или 15.784 се наблюдувачи на коалициите учеснички на изборите. 8.830 се наблюдувачи од домашните невладени организации, 3657 се од политичките партии учеснички на изборите, 468 се наблюдувачи акредитирани да ги представуваат домашните, а 36 странските медиуми. 7 меѓународни организации ки имаат 301 наблюдувач, 27 наблюдувачи ки бидат од меѓународни институции, односно групата за менаџирање на избори од разни земји во светот, е една домашна институција и 160 од 8 амбасади, стои во соопштението на комисијата. И пред да се одјавиме уште една информација. Утре во Католичката црква во Струмица ќе се одржи првата света причест за деца кои одреден период учеле веронаука. Според црковните представници, ова е најважниот чин за децата по светото крштавање. Во недела во нашата катедрала ќе се одржи првата света причест за деца кои повеќе години беа подготвувани тука со веронаука и за нив ќе биде тоа првата средба со Господ Исус Христос. Најголем настан за секој христијанин е крштението, меѓутоа бидејќи децата тоа не може да го паметат, се били мали, крстени и затоа најголем настан за нив во црквата е средбата со Исус Христос во светото причастие. По тој повод, децата се интензивно подготвуваат 3 години и сега, доаѓат на свето причастие, каде ќе се соединат со живиот Христос. Преку светото причастие, преку светото тело и крвта Христова се соединуваат, децата стануваат едно со Господ. И затоа тој е голем повод да ги повикам сите луѓе да дојдат на тој ден, да се радуваме и да се веселиме за овој голем настан, кога нашите најмлади верници ќе се причестат, ќе се соединат со Христос Господ. Да, почитувани, тука е и крајот на ова издание на Дневникот. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно.